Почитувани пратеници, почитувана колешка Даниела, внимателно го слушав вашето излагање, кое траеше повеќе од 15 минути. Сметам дека требаше да го скратите, затоа што колку повеќе говоревте, толку повеќе тоневте во жива кал. За жал. Споменавте дека во време на пандемија наплатата е подобрена во споредба од вашето време, мислејќи на некои претходни влади, и при тоа зборувавте за наплата на даноци. Срамота е да се зборува и да се фалите со наплата на даноци во време кога Македонија е во рецесија, во време кога имаме пат на приватната потрошувачка. Јасно и евидентно е дека зголемувањето на наплатата на даноци не доаѓа како резултат на повисоката наплата на даноци поради поголемата добивка на фирмите, туку доаѓа како резултат на зголемените давачки. 1/5 до 1/4 од наплатата на даноците се сведува и се должи на акцизите. Акцизите кои што вие ги воведовте за граѓаните. Најпрвин 3,5 денари за нафта, а потоа 3 денари за сите деривати. И во овој буџет имате предвидено 7,1% раст за глоби и такси. Значи во време кога имаме рецесија, кога имаме пат на потрошувачката, кога цела економија во третиот квартал се должи, односно ја одржувале во живот земјоделството, градежништвото и секторот за информатика и комуникации, а при тоа земјоделството не доби никаква помош во 4 пакети, срамота е да зборувате и да се фалите со зголемување на наплатата, односно да се фалите со зголемување на даноците, затоа што тие даноци доаѓаат од такси, тие даноци доаѓаат од акцизите. Меѓутоа, кога политичарите како вас во ек на криза имаат такви говори, во кои што само напаѓаат, евидентно е дека тоа е само за да можат тие да крадат. Тогаш знаеме дека не станува збор за развоен буџет, туку станува збор за буџет и за влада која што предизвика државата, еве сега на крајот на годината да има јавен долг од 61%, а со новиот буџет да се најавува и таа тенденција и тој долг да продолжува. Исто така за мене, да кажаме, погоди кога споменате, вие оставивте училиште без спортска сала, наведувајќи училиште без спортска сала. Така е, така е. Сакам да знаете дека, како што реков еднаш, ова не е совет на општина, овде треба да зборуваме за сите граѓани. И во Кочани основното училиште Раде Кратовче нема спортска сала и учениците држат настава во училница. Еве го, овде е амандманот кој што го предложивме и на ребалансот и на буџетот. Значи не треба да гледаме селективно, треба да водиме сметка за сите граѓани. Ви благодарам.